Православните христијани денеска го слават соборот на Пресвета Богородица втор ден Божиќ. Се служи литургија во сите соборни храмови и цркви во земјава. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски вчера упати Божиќна честитка во која меѓу другото се вели: нека најголемиот христијански празник Божиќ ни донесе радост во срцата, топлина во семејството, добра мисла, секојдневен мир и хармоничен живот. Со верба во Бога и собствен труд да продолжиме да правиме добри и хумани дела, да негуваме заедништво, несебично подавајки рака на секого. Нека е среќен и вечен Божиќ. Христос се роди, навистина се роди, порача Димитриевски. Послабите врнежи од снег изминатата ноќ во Куманово. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило денеска работеа на расчистување и нанесување на средство за спречување на подмрзнување и лизгање на јавнопрометните површини, тротоарите, плоштадот, пешачките премини и автобуските постојки. Годинава за зимското одржување на јавните сообраќајни површини во градот и населбите целосно е задолжено комуналното предпријатие. Реката Пчиња во Куманово е над просекот за овој период од годината, но нема опасност за излевања, тврдат надлежните. Според мерните податоци на Управата за хидрометеоролошки работи, водостојот на Пчиња двојно се зголемил изминатото деноноќие и утринава изнесува 84 сантиметри, во споредба со 42 измерени вчера наутро. Тоа е нешто надпросечниот водостој кој го покажувала мерната станица во селото Пелинце во изминатите години, кој изнесувал 50 сантиметри. Како што соопшти вчера вечер Центарот за управување со кризи, во Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Крива Паланка, Ранковце и Кратово нема излевање на реки, ниту евидентирани последици од врнежите. Инаку Центарот за управување со кризи информираше дека обилните врнежи од дожд што ја зафатија земјата во текот на ноќта предизвикаа поплави, излевање реки и тешкотии во сообраќајот. Најголеми проблеми се регистрирани во Тетовско-Гостиварскиот, Охридско-Кичевскиот и Битолско-Преспанскиот регион, каде службите за итно дејствување интервенирале во текот на денот. Повеќе инфраструктурни проекти ќе бидат реализирани со планот на програмите за развој на општина Куманово за 2026 година. Најголем дел од средствата се обезбедени од унгарскиот кредит, а ќе бидат искористени во текот на 2026 и дел во 2027 година, соопштија надлежните од секторот за комунални дејности при општина Куманово. Во идниот период ќе се реконструираат повеќе улици во населбата Перо Чичо, локалитет Гладно поле, во населбата Иго Тричковиќ, улицата Авној со 4 крака во Проевце, ќе се реконструира водоводна и канализацијска мрежа на неколку улици, а ќе бидат завршени и сите проекти кои биле започнати во 2025 година. Ние во оваа година планираме да реализираме повеќе проекти и тоа најголем дел од тие проекти се средства обезбедени од унгарски кредит. Се работи за повеќе проекти и има измена во самата каде методологија на изведба. Имено дел од проектите ќе биде изведен во 26 година, а средствата за останатиот дел се предвидени 27 година. Меѓутоа, тоа не значи дека истите нема да бидат реализирани оваа година, затоа што се надеваме дека со првиот ребаланс средствата ќе ни бидат вратени назад, така да сите проекти ќе бидат на време завршени. Реконструкција на улица 425 населба Иго Тричковиќ во висина од 16 милиони за 26 година и 21 милион 744.000 за 27 година. Изградба на дел од улица 722, 723, 716 местна заедница Перо Чичо, локалитет Гладно поле, 10 милиони во 26 и 8 милиони 52.542 денари во 27 година. Изградба на дел од улица 716 и 719 местна заедница Перо Чичо, локалитет Гладно поле, 9 милиони 964.000 во 26
и 138.000 во 27 година. Изградба на дел од улица 717 и 725 местна заедница Перо Чичо Гладно поле 7.026 година и 7.152.000 во 27 година. Изградба на улица Авној со 4 крака 7.026 7.634.000 во 27 година. Реконструкција на дел од улица 600 Кумановска бања УЕ Проевци 7.026 година и 6.981.000 во 27 година. Изградба на гасоводна мрежа, тоа ви го објасни директорот од Куманово газ, 21.500.000 денари 26 и 21.800.000 денари 27 година. Изградба на гасоводна мрежа на улица Горно Милановачка и улица Вараждинска, истата ќе биде целосно реализирана во 26 година, затоа што нејзиниот износ е помалку од 10 милиони, односно 4.778.000 денари. Реконструкција на улица Индустријска 40 милиони во 26 и 39.160.000 денари во 27. Фаза партерно уредување реконструкција на спортска сала 9 милиони 26 и 9.559.000 во 27. Изведба на системи за ладење и грејење, реконструкција на спортска сала 26 милиони во 26 и 27.111.000 во 27. Фаза електрика фотоволтаици, реконструкција на спортска сала 7 милиони 26 5.621.000 во 27. Реконструкција на дел од улица Благоја Думановски Пецаклија, населба Перо Чичо, целосна реализација 2.882.000 денари. Реконструкција на улица Киров Етак и крак од Киров Етак, општина Куманово, 4.778.000 и 237.000 во 27 година. Реконструкција на дел од Веселин Вуевски од улица Карадачки одреди со улица Есперанто, целосна изведба 1.274.741 денар. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски 3.541.509 денари, а во 27 година 34.078 денари. Реконструкција на улица Бајрам Шабани 10 милиони во 26 и во 27 9.180.000. Реконструкција на водоводна мрежа на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица 4 јули 14 милиони 26 и 13 милиони 27 година. Реконструкција на фекална канализација на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица Сава Ковачевиќ 13 милиони 26 и 12 милиони 172.000 во 27 година, како и реконструкција на локален пат од крстосување со постојчки пат Куманово село Пчиња до село Романовци до асфалтна база, општина Куманово 30 милиони ќе бидат реализирани во 26 и 29 милиони 772.000 во 27. Комплексот Речица со целосна инфраструктура 75 милиони во 26 и 75 милиони 563.000 денари во 27. Полициски службеници вчера вечер лишиле од слобода 39 годишен жител на Липковското село Отлја, затоа што му одзел мобилен телефон на свој соселанец на возраст од 62 години, соопштија денеска од секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата, тој е приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава.
Околу 1100 ученици од кумановските основни и средни училишта се опфатени со програмата за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во затворениот базен за 2026 година. Организатор на активностите е секторот за образование при општина Куманово, а реализатор јавното претпријатие Куманово паркинг, кое стопанисува со градскиот базен во соработка со општинскиот сојуз на училишен спорт. Предлог програма за субвенционирање на наставни и воннаставни спортски активности во пливање во затворениот пливачки базен за учениците од основните училишта и средните од општина Куманово за 2026 година. Согласно донесената програма и доколку биде усвоена, опфаќа една фискална година 26 кој ги опфаќа второто полугодие од учебната 2025 и 2026 година и прво полугодие од новата учебна година 2026-27 година. Што се однесува до проектот функционира од самото отворање на базенот со исклучок прекин имаше кога беше пандемијата на COVID-19 вирусот. Со неа се опфатени вкупно 1100 ученици. Висина на оваа субвенција за 2026 година е 10 милиони и 800 илјади денари. Организатор е сектор за образование при општина Куманово, додека реализатор на овој проект е јавното претпријатие Куманово паркинг, кое во момент стопанисува со базенот во соработка со општински сојуз на училишен спорт на општина Куманово, иначе вклучени се вкупно 40 наставници. Во текот на првата недела од 2026 година имало 1725 групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип, од кои 150 случаи се евидентирани во Куманово, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Оваа недела во споредба со истата недела лани бројот е зголемен 5,5 пати. Според возраста 749 се помеѓу 15 и 64 години, 618 се деца од 5 до 14 години. Останатите се деца до 4 години и лица на возраст од над 65 години. Здравствените работници пикот го очекуваат во втората половина на овој месец и првата половина на февруари, односно со враќањето на децата во училиште, очекуваат бројот на лица кои што ќе бидат заболени со грип или заболувања слични на грипот дека ќе се зголеми. Да се избегнува престој на затворено, редовно проветрување на просториите, да се избегнува контакт со луѓе кои киваат и кашлаат, да се јаде лесна храна, да се хидрира организмот и да се внесуваат минерали и витамини, се дел од општите мерки за заштита од грипот. Хуманитарното здружение Срце 2025 од село Старо Нагоричане по повод божикните празници деновиве реализираше хуманитарна акција во соработка со општествено одговорна компанија од Куманово. Пакети со основни прехранбени продукти беа доделени на повеќе семејства во социјален ризик. Претходно здружението со помош на хуманите луѓе донираше машина за перење алишта на семејство во селото Младо Нагоричане. Хуманитарното здружение Срце и во иднина ќе продолжи со хуманитарни акции. Сите заслужуваат подобри услови за живот, посебно децата. Ги повикуваме сите хумани луѓе и општествено одговорни компании да ни се приклучат во нашите следни акции со своите донации, посочуваат од здружението. Корисниците на лиценцираниот Центар за рехабилитација и реинтеграција Порака наша изработуваат украсни миризливи свеќи со боја и мирис по ваш избор. Од Порака наша информираат дека во понудата имаат различни облици, сите бои и мириси. Со секоја нарачка поддржувате производи изработени од лица со интелектуална поприченост и придонесувате кон поинклузивно општество, посочуваат од Центарот.